Така, почитувани гледачи, време е за втората контактна емисија на телевизија 24 Очи во очи. Јас сум Зоран Димовски, во наредните 50 на минути ќе имате можност да го кажете своето мислење, некој предлог, сугестија за било која тема што не засега последниве неколку месеци. Поради тоа, вообичаено како и секој петок, тука како што гледате и на самиот кајро на малите екрани, денеска имаме слободна тема. Еве, да не должам многу, веднаш ќе го вклучам првиот гледач на линија, доколку го имаме. Ало, се слушаме? Да, се слушаме. Добар ден, повелете, во живо во програма сте, говорете. Добар ден и убав ден. Благодарам. Значи, сега ви почнала вака нешто малку ова сега, еве по маркетиве, нешто слушна се случи, што се случи. Значи, во еден маркет, продавачката каже, барат млеко едни, не јас него, барат муштери, и он вика, опа, нема македонско млеко, вика. Значи, ние немаме македонско млеко. Значи, дали е тоа вистина или не е вистина, значи, тоа се случува, мислам, не е во ред, треба да се каже, дали млекото е српско, дали е каде, да има декларација, значи, треба да, храната, како да кажам, нешто е најосновното и најбитно што ние потрошувачите треба да знаеме. Ова такво нешто да се изјави во маркет, да ти го каже таму вработен, не знам сега дали е вистина или не е вистина, меѓутоа би требало да се каже и Агенцијата за храна и ветерина да направи некои проверки. И исто би кажала Агенцијата за храна и ветерина, па треба да го провери медот, пошто затоа што ко почна, гледаме колку увезена роба и што јадеме, ѓубре и не знам што да кажам понатака. Значи, мора прво некако овако институциите да направат нешто да народот биде сигурен. Затоа што, еве, ќе кажам за екологијата. Вие сега колку е топло времето, вие не знаете, пуни канти, пуни контейнери, значи плаќаме нешто што не го добиваме. Плаќаме комунали, кантата на 10 дена или така на недела се празни, а сега вие не знаете како мирисат. Еве, вчера ги испразнија мириса тука, значи, не знам, оставени отворени, испразнети. Значи, мора да се поведе сметка градоначалник кој е на град Скопје, тука е комунална хигиена, меѓутоа мислам дека градоначалникот е за тоа одговорен. И мора да се направи нешто, затоа што многу е топло, не дај Боже да дојдат до секакви, еве, гледаме глодари шетаат сега по улици. Така, речи се секој лето, не само Скопје, туку секој град во Македонија има проблем со комуналниот отпад, со оглед на фактот дека во летниот период и во пролетниот се собираат повеќе количини на смет на дневна основа, па контейнерите се преполни. Сега неодамна првиот човек на град Скопје, Орце Георгиевски, кажа дека нели во деновите што следат, како што тој истакна, ќе набавата стотина нови контейнери кои што ќе ги распределат низ сите скопски општини, а најави исто така и нова механизација, опрема која што според него значително ќе ја подобри состојбата со хигиената во сите скопски општини. Што се однесува до првата тема, каде што се изнесовте во однос на тоа дали има или нема млеко и други македонски производи во маркетите, сега зависи кој маркет сте го посетиле, можеби немало нели млеко во тој македонско, во тој маркет, но сепак на крај мора да констатираме дека низ маркетите не само млечни, туку и други производи се помалку има македонски, а за жал има увезени производи, особено од соседните земји. Дали ги имаме другиот гледач на линија? Добар ден, убав ден. Поздрав. Добар ден, повелете. Благодарам. Па јас неколку пати ги имам поставено тоа прашање, ќе го повторам и сега, значи околу пожарите. Еве деновиве слушаме дека има многу пожари, значи се уништува националното богатство, а шумата е национално богатство, шума, вода, што се вика е национално богатство. Меѓутоа ние забораваме дека шумата која уништиме, ние уништуваме нешто што не можеме по вештачки пат да својме, а тоа е кислородот. Фактички ние еден ден ќе останеме и без кислород, за сметка на тоа, ќе речам за лани, по 50 пожари во еден исти ден се случуваше да има. Па сега јас ги поставив прашање до службите на за шумарство, значи водостопанство, дали има набавено машини за преработка на обгореното дрво.
А тоа го зборам затоа што тие пожари се од оние кои што го купуваат дрвото опожарено, го купуваат како трета класа, а го продаваат како прва класа. Шумските стопанства треба да си набават машини и тоа дрво да го преработуваат во пелети, со тоа фактички ќе ги ангажираат оние кои што се помалку ангажирани во работата и ќе вработат нови лица со тоа што и ќе добијат што се вика нуш производ и зашто ќе добијат и одредени финанси, ќе се го поправат и буџетот и ќе и околината ќе биде чиста, помал ќе биде апетитот за палење на шумите. Ќе остане тоа само случајно запалена шума, да речеме, и оние кои се ептен строги пиромани, кои што се болни па запалуваат, ама тие ќе бидат многу помалце за разлика од овие економски палежи кои што ги палат од економска гледна точка да заработат што се вика на база на тие обгорени дрва. Ми се чини дека треба ова да се земи во предвид. За друга тема мислам, ама нема време, бидете поздравени. Така, благодарам. Навистина шумите се наше најголемо македонско богатство, ако знаеме дека над 80% територијата на земјава е под шумска површина. Навистина добар предлог кој што го кажавте, затоа што најчесто знаеме и институциите знаат да потврдат дека се пали намерно шумската површина со цел одредени поединци кои што ги прават ваквите девијантни појави да го купат нели тоа дрво од трета класа кое што значително со поевтина цена го продава претпријатието Македонски шуми. Добар предлог е ова дрво да се преработува како што кажавте вие со одредени машини, меѓутоа сега знаеме во каква состојба е јавното претпријатие Македонски шуми. До пред година-две имаше информации од нашиот медиуми и од другите медиуми дека луѓето таму кои што работат не ни зеле плата. Мислам дека сега таму состојбата е стабилизирана, меѓутоа еве пак ќе повторам добар предлог од вас како гледач на оваа емисија на телевизија 24 кои што треба секако да го слушнат надлежните да размислат за ваквата проблематика. Дали имаме друг гледач на линија? Добар ден. Добар ден, повелете во живо во програмата. Со шумови е катастрофа. Ова е знак дека Македонија систематски ја уништуваат. Друго сакам да кажам околу Уставот. Ако се отвори Уставот, бугарите ќе барат прво да формираат партија. Затоа они не дават гаранција. Исто како албанците што ги ставиме во владата. Одите, смеите се некој албанец, одмак има реакции. Затоа треба да се презадат мерки, да се пребројат и албанците пред една недела без онкологија. Во ВЦ чекам ред, замислите. Каква катастрофа, тоа е уби Боже у болницата. Што друго да ви кажам? Да, повелете ве слободна тема, кажавте за шумите на почеток. Да. Дека се, од каде сте вие? Јас сум од Скопје, стар скопјанец. 80 години сум. Така. Добре, ве се за разлика од минатата година малку е подобра состојбата, условно кажано, со пожарите. Не знам дали е подобра, ама... Да, лани имаше доста пожари, меѓутоа година... Сега стапува на снага, летото сега доаѓа и сега почнуваат пожарите. Така, да. Тоа е. Така, благодарам што саѓате, имајте убав ден. Дали го имаме другиот гледач, повелете. Ало, повелете во живо во програмата. Вака. Побрзо да зборувам, зашто е кратко времето. Повелете. Вака, Зоран. Порано имаше во Скопје јавни вециња. Ако се сеќавате, вие сте помлад, меѓутоа ги имаше. Откога ги нема јавните вециња, ние сами гледаме на телевизија што снимаат од телевизиве, каде кај сака оди по голема и по мала нужда. Па еве имам еден поздрав и еден предлог до Орце Георгиевски, градоначалникот на град Скопје, бидејќи тој е главен за се. Да проба да се договори во секоја општина
да направи по 5-6 јавни вециња, народот да не оди кај што ќе им текни. И кога ќе се направат тие јавни вециња, Зоран, со сечење на лента, да видат граѓаните дека не треба веќе да вршат нужда кај ќе им текни, него дека има јавни вециња и дека треба да ги користат тие јавни вециња. Со сечење лента, да дојде Орце Георгиевски, јавно на телевизија, да оди Христијан Мицковски, да им каже на граѓаните дека доста е веќе, цело Скопје е направено лом. Можда и вие гледате, ако сте помлад. Се знаеме, меѓутоа мора да има јавни вециња. Народот, ете, излегува, има потреба. Не е то за казна, него од потребата ќе се скрие негде лево десно и кој ќе прошеташ, сегде испогането. Толку, Зоран, поздрав. Така е еден предлог од наша гледачка. И тука ќе кажам дека пред 10 дена првиот човек на град Скопје најави дека ќе се отвараат 3 јавни тоалети, најверојатно во општинското, односно во централното подрачје на град Скопје. Навистина жално е да зборуваме за оваа тема дека нема јавни тоалети во градот, меѓутоа ако нема и треба да се зборува, а меѓутоа и кога ќе ги отворат тие јавни тоалети треба да се одржуваат. Еве има неколку јавни низ град Скопје, тука само ќе го спомнам јавниот тоалет во градскиот трговски центар, каде што сите знаеме во каква катастрофална и нехигиенска состојба е овој јавен тоалет. Значи, доколку се отворат, треба да се одржуваат, како и многу други работи кои што нели се изградиле во град Скопје и во другите општини низ Македонија. Многу е потешко да се одржува отколку да се изгради било каква нели општествена корисна работа која што нели ќе им служи на граѓаните. Дали имаме друг гледач на линија? Ало, добар ден. Добар ден, повелете во живо во програма сте. Се слушаме. Да, се слушаме. Да се кажам околу шумиве нешто. Така. Прво, нема основна култура шумското стопанство, па после тие што го сечат, што го користат. Зошто го зборувам тоа? Например, во дворот, кај што живееш у куќата, имаш едно дрво. Се засушило, не ти користи, ќе го исечиш. И така ќе го остеш расфрлено во дворот? Не. Овие што прават сега во шумите? Ќе ги одбератувајте дрва, ќе ги исечат, од другото гранки, некои послави, покриви, ќе расфрлат цртат. Абе тоа да биде како парк, кој ќе исечи шумата, гранки и све да собери да се очисти, затоа што тоа треба да се обнови поново да расте. Таму не може да помиш, не може да влезеш. Пустош прават. Шумското стопанство, шумите, 80% се крадат, 20% влагаат во шумските стоваришта за некој човек ако сака да купи дрва или нешто да направи. Така. Тие шумски стопанства не сме да има администрација внатре. Администрација, еден благајник и еден тамо што управува и ајде уште 20 книговодители, ништо поќе. Она нагнездено внатре, абе тоа се ќе истерам да сечи дрва, доди во шумите да ги чува шумите. Тоа е перши бузлук, распуштена команда. Кај си во шумско стопанство, како шеици седат лежат тамо, не знаат зашто одат. Срамота тоа што се случува. Се препрлам на друго. Подхитно да се свика Собраниево, да донесе декларација, да се прекинат преговорите со Европска Унија и со бугарите. Тогаш ќе не примат во Европска Унија. Да си го вратиме името, она што се обеќа во времето, кој рече ќе дојдеме на власт, предпоставувам. Тука ве прекинавме затоа што истече вашето време. Дали имаме друг гледач на линија? Има. Да, повелете. Добар ден и убав ден. Добар ден и вас убав ден. Повелете. Така, господине. Од Штипчијево еден возрастен човек. Так, повелете, господине. Па претходната слушателка за клозети збореше, превидејќи таа е потпоролка на политичка партија, не е битно. На сите медиуми и Криво Мицко, не знам кој, градоначалничето од Штип, златно дете 50 години што не е работено. Тоа дете за 6 години, ова е втор мандат. Злато дете Штип го прероби, господине. На секое место клозети ставаше. За жал,
Ден те ги стават утрето, ни плочките ги искрдуваме, луѓе. Верој, господине, дека сесни шоли се уплачкува. Златни фонтани, тоа се капе, бе. Се тоа предходната влада ще уведе тие мерхуани, дроги, на секој чекор комарджии, на секој кладионици. Младината упропастија, господине. Тие кладионици требе 10 километра од градовите, бе. По предшколите кладионици има, бе. Не оде на школа, гледа у телефону кој утакмици има, ќе добие, дае му татко му родител 50 динара за сендвич, он у кладионицата. Преко други луѓе, младо дете, преко други луѓе уплаќа. Жално и срамно е. И овие потпороли малку да се засрамат, поредко да се јавуват. Више упропастија ги сите медиуми, да ти кажам искрено. Поздрав од еден возрастен човек и злато дете има штип, да знаете, само да доаат овие потпоролите да се уверат се деска преко медиумите, да јавете дека Штип е најглавен сега во Македонија што се граде и такво злато дете што има во Штип. Биете поздравени. Така. Благодарам за ова јавување. Слушнавме пофалби за првиот човек на општина Штип. Инаку што се однесува до спортските облажувалници и казина, на првото читање, на првата седница на Собранието, помина предлог законот кој што предвидува сите спортски облажувалници и казина да бидат оддалечени најмалку 500 метри од воспитно-образовните институции, тоа значи од училиштата и од градинките. Туку имаше доста реакции од приредувачите на игри на среќа кои што кажаа дека практично доколку овој закон помине и на гласање, каде што треба просто мнозинство од 61 пратеник над 10.000 луѓе кои што работаат во спортските облажувалници и казина, како што кажаа, ќе останат без работа од една страна, а од друга страна тоа, како што рекоа, ќе удри силно врз буџетот во Македонија, каде што според нив се влеваат милионски суми на годишно ниво. Отаму побара да седнат заедно со представниците на владата да изготват друг предлог закон за игри на среќа. Дали имаме друг гледач на линија? Ало, добар ден. Ало, добар ден, повелете. А вака се, како што албанците без разлика на партија се обединети кон целта наречена Голема Албанија, така треба да се обединат и македонците кон целта да се одбрани државата од натрешниот и надворешниот непријател и да се спаси од финансиски колапс. Треба да се знае вистината дека Европската Унија, односно Германија и Франција, кои што командаат, тоа се душманите на православниот руски, српски и македонски народ. Целта им е да ја уништат православна Србија и Македонија, да ја растурат и потоа да ја креираат голема Бугарија и голема Албанија, со тоа што ќе ја поделат Македонија. Целата игранка е многу едноставна. Со платени домашни предавници политичари, како вие од СДС Бугарска партија, едноставно имаат за цел да го уништат македонскиот идентитет, сменија име, знаме и со уцени 35 години, а не ни дава да почнеме преговори. Игранката е да се подпишат договори штетни за македонскиот идентитет, да се бугаризира македонското население и кога ќе влезат бугарите во уставот да почне бугаризацијата, односно поделба на државата, со тоа што ќе се ќе подела државата, браќата албанци и бугарите што ќе бидат со 200.000 пасоши кои ќе ги извадат и едноставно ќе подела државата, ќе федерализираат и поделат на голема Бугарија и голема Албанија. Тоа е целата игранка што ни се прави. Единственото решение е враќање на името назад со референдум, поништување на тие штетни предавнички договори, стратешко пријателство со Кина и сите предавници во затвор да се стават, од СДС, од тие 8 што беа уценети од ВМРО, сите што гласаа за промена на името и едноставно... Така. Еве, ова беше едно предвидување на еден наш гледач за многу лошо сценарио.
Се надеваме дека тоа нема да се случи, тоа беше негово размислување. Дали имаме друг гледач на линија? Ало, добар ден. Ало, добар ден, повелете. Моето сценарие е уште полошо. Зоки. Ајде, повелете да видиме. Види, ја мисля оти Македонија треба да постапи како албанците што постапија свој градоначелник што го апсија Гркот. Па се договорија да го пуштат градоначелникот, а тие да и пуштат албанците да преговараат. Ние треба да затвориме двајцата најголеми бугари в Македонија, бугари. Тоа е Лупчо Ѓорѓевски и Зоран Заев. Да ги затвориме, па да се договориме ние да ги пуштиме, а они да не пуштат да преговараме. Што оди таа идеја е многу добра. Видите, на грците, на бугарите, на албанците, на словенците, на србите, на французите, многу им е важна историјата. Најважна им е историјата. Во Словенија да знаете какви националисти се. Ако ние сме подалеку, па затоа не знаеме. Само на црвената комунистичка буржуазија од Југославија ништо не е важно осем парите. За нив е најважно парите. Тие би седале, се би продале. Да, ќе најдат друг, овај зелени од Муртино, ќе најдат друг некој Ал Капоне како некој, се ќе подпише и се ќе даде. И на Македонија не и се пишува добро. Да знаете. Црвената комунистичка буржуазија што страдаше македонецов за време на Југославија, големо страдање беа земјоделци и сточари. Тоа беше невидено страдање. Поголем фашизам, фашизам од други нации убива, комунизам од своите нации го убиваше. Да се разбереме. И сега продолжуваат нивните наследници. Ќе уништат Македонија. Во една анализа од Европската Унија, Западен Балкан ќе почне да просперира кога ќе умре и последниот југокомунизам и тоа после 100 години. Ви благодарам, Зоран, и пријатно. Благодарам. Да пуштиме друг гледач во програма во живо. Здраво, млади господин, ако сум јас. Добар ден, повелете. Вака, ајде малце, пошто е слободно да се насмееме. Така, повелете. Се придружувам кон предлогот на госпоđата Преска што се јави за нели овие поljски весиња. Јавни тоалети, така да. Јавни, да се стават сегде низ град и обавезно, како што рече, ленти да се сечат со премиерот, со министерот за транспорт и врски, со градоначалникот и уште цела таа тајфа. Па еве сега ќе речете за мене дека јас сум некој потпарол таму, ама ајде, алал нека е на госпоđата и за предлогот. Друга работа, сакам и ова Зоки да кажам, да ги прашам овие, многу се израдувавме за таа стабилна влада од комшиите, како ни ги нарекуваат татари, ама еве они направија стабилна и јака влада. Ама гледаш како и стабилен шавар ни удрија од таму. Дори не сакаат ни да се сретнат, ни да им пружиме рака, да им честитаме, да кафе да се напиеме. Нема ја со вас што да разговарам, ете ви Европа таму, со нив правите си муабе, со мене нема ни да се сретнувате. И сега што правиме? Трета работа, исто денеска што читам, што овој нашиот млад господин премиерот, и тоа е јавно, ако сака младите да си одат, нека си одат. Нека си одат, ние ќе си донесеме од трети земји млади луѓе овдека, нека ова ете како што викаат овие, ке не уништеле французите, ке не уништеле германците, ке не уништиле русите, французите, не знам кој. Дај тој господинот нека му ја сменат, мисле таа друго нешто нека му дадат да читат. Не све секој ден се едно исто. Убав ден да имаш и убав викенд. Така. Благодарам и за ова размислување. Тука да додадам дека премиерот Кристијан Мицкоски кажа дека доколку младите одлучуваат и понатаму да заменуваат државата, ќе дојдат луѓе од трети земји. Дали ги имаме другиот гледач на линија? Добар ден. Добар ден, повелете. Од Кавадарци. Ајде, господин од Кавадарци, повелете. Говорете. Од најразвиените градови во Македонија. И го имаме еден градоначалник, се вика Митко Јанчев, кој е доктор на науки.
после го имаме Блаже Боев, академик, еден од најдобрите академици. После го имаме Илија Кечев, кој има најголема метална индустрија на Балканот. И Кавадарци може да биде студентски град, 100 пати е кажано на Министерството за образование. Тие двата факултета да дојдат во Кавадарци. И Митко Јанчев ќе му донира храна на тие студенти во Кавадарци. Друга алтернатива нема во Македонија. Најдобро решение е тие двата факултета да дојдат во Кавадарци. И после друго да зборувам. Ова влада има мнозинство да го испита од теклото на имот. Они имат мнозинство. И тие што прават згади во Скопје, тие инвеститорите подскитно треба да ги уасат, а и тие градоначалници му дават дозволи и тие треба директно да водат по Идризово и ништо повеќе. А и на крајот да кажам, овој што зборува Вучичевци, дали знаат они, ова не е Јужна Бановина. Ваа Македонија е Македонија, а не е Јужна Бановина. Тие се бугарашки 20. Благодарам, само ќе ги замолам другите гледачи кои што се јавуваат да не преминуваат на секој 10 секунди од една на друга тема. Секако, еве, ова е слободна тема, овие 2 минута, меѓутоа сепак не можеме во еден говор од 2 минута да смениме десетина теми. Дали имаме друг гледач на линија? Ало. Ало, добар ден, повелете. Поштовање, господин Зоран. Добар ден, повелете, благодарам. Еве си 3-4 дена и сигурно ни ги научи сите ставови на сите гледачи што се јавуваме во овие дебатни емисии. Сега вака. Има една фора, кога беше Тито, имаше жито. Дојде Киро, сите подбиро. Да му одговорам, немам намера да коментирам за тој што го критикуваше Тито и социализмот. Така, сега е за ера на одмори. Колку народ ќе оде сега на годишен одмор, а колку оде во социализмот во Титово време. Фабриките работеа, секоја фабрика имаше одморалишта, па дури и во Страство имаше и во Дубровник и Купари, све, и по Охрид и по Струга, Доријан преспа. Сега колку народ ќе одат на одмор? Дали 20% ќе од Македонија? Затоа нека не го критикуваат тој систем, да не беше Тито, ни фабрики ќе имаше, ни улици ќе имаше, ни немаше да ги створат тие сега богаташи што ја изедоа Македонија. Сега во друга соба, не знам колку ще секунди има. Уште 40 на секунди, повелете. Да го замолам тој од Битола, Томислав, може е паметен, учен, да не зборува со тој бугарски акцент, не е интересен. Го молам, сигурно ако не слуша, ќе му пренесе некој. Нека не се занесува тој акцент бугарски да го потребува. Го молам. Затоа, пак ќе речем на крај, све доека се овие 3 партии, Македонија нема да оди напред. Зоран, биди ми поздравен, све е најдобро. Благодарам, пријатно убав ден. Дали имаме друг гледач на линија? Да, добар ден. Добар ден, повелете. Знаеш како сега слободна тема, крај на неделата, па малце резиме да направиме. Спомна млеко, дали имаме млеко македонско. Ние, господјо, ние немаме, одавно немаме ни јунешко, ни свинско, ни пилешко месо. Па го јадите, одите во самопослуга или било каде и купувате. Од Бразил, од Полска, од Чешка, од било каде, пилешко, јунешко, било какво. Па не ве фаќа паника. Таму мислите дека не е како што треба, па го извезват. А ние сакаме да извезваме наше, да го купате, а значи таму треба во тие држави да се крсте дерче, од Македонија дојде млеко, па никако, или пилешко, или јунешко. Значи тоа е размена на производи, затоа е таа Европска Унија. Меѓутоа, знаеш како, испомнуваат овие сега, истата господја спомна набавка на контейнери, па градоначалникот. Абе, вие гледајте да ви донесат таму, да имате чисти контейнери. Не гледате колку ќе земи провизија
градоначалникот, и на старите контейнери ќе спечели пари. Меѓутоа ги спомнуваат бугарите. Мене едно ми не ми јасно. Зошто толку притисок од бугарска страна, па преку Европа, за да бидат малцинство во нашата држава, во нашиот устав, да бидат равни на србите, на ромите, на турците, албанците или било кој. Зошто толку притисок? Притисокот е битен. Што му е важно на некој од Португалија, од Малта, од било каде, по секоја цена да гласат бугари во нашиот устав. Или ове вицината ќе ги спомнуват. Немој тебе толку да сте интересни со тие вицината, па ќе поканали Мицкоски. Па поканете Даниела Арсовска, таа ќе смени влошката натре до сега во тие вицина во 4 години таа што ги направи. Немојте така да толку сте злобни и иронични. Не бевте ни вие така сјајни во овие 4 или 7 години. Така да срамота е, дајте малце време да. Така, благодарам и за ова јавување, но ќе ве замолам еве и до овој гледач кој што се яви до другите без вакви, нели, ајде да не кажем. Ало, добар ден, да не кажем навреди, меѓутоа. Добар ден, господин Зоран. Добар ден, повелете. Ве поздравувам. Благодарам, повелете. Видите, ваќа, ние треба навистина да се спртиме овде кај нас и да почнеме да работиме како што работи сиот свет. Видовме дека друг да те брани, друг да те храни, многу тешка работа. Тоа најдобро го почувствува овие залиските земји, што рекоа дека Америка ќе ги брани, меѓутоа кога ги одбрани, сами кажа, доста не бранеше, вика, сега ќе почнеме ние сами. Затоа ние треба сега да направиме кај нас, да почнеме да инвестираме, односно странски инвестиции се потешко доаѓаат, меѓутоа по моја државата треба да ги зголеми јавните капитални инвестиции кај нас и да обезбеди поголема подршка на јавните инвестиции. Бидејќи јавните инвестиции треба да бидат насочени кон оние приоритетни и капитални проекти, како што се енергетика, железница, патната инфраструктура, значи да се подобрат, да се обезбедат подобри услови и за нашиот бизнис. Треба поголема подршка да се даде и на приватните инвестиции, да бидат насочени кон оние производни преработвачки капацитети кои имаат извозна ориентација, по мое, и да кои имаат техничко-технолошки помодерни работи, начини на управување. За да може државата паралелно да работи и на посредна подршка на нашите предпријатија да се промовираат со цел да имаме ние наши македонски производи. Така, ви стече времето. Дали имаме друг гледач на линија? Добар ден. Добар ден, повелете. Ви благодарам. Во денешната емисија некој рече дека историјата треба да ја заборавиме, не била важна. Напротив, контратеза и единствена вистина, историјата треба добро да се истражува и многу да се знае. Бидејќи таа се повторува, ако не се ги забележиш грешките во историјата, да не ги повториш. Од 19. век, кога се формираа фактички нациите во цела Европа, претходно беа монархии со недефинирани граници, со неоформени нации, а Македонија имаше таа среќа во наводници, односно несреќа, да има околу себе народи кои се агресивни, бидејќи беа помогнати од европски големи монархии и тие и формираа монархии. Единствено Македонија се бореше за република. И тоа е нашиот голем хендикеп, што бевме космополити, што бевме вистински демократи, што едноставно не грабавме туѓо, туку само го баравме своето. Значи, историјата мора да се знае, за да се справиме и со Бугарија, и со Грција, и со Албанија, која тајно, за разлика овие што отворено работат против нас. Јас верувам во владата на Христијан Мицковски. Тој е полн знаење и образование и обкружен е со луѓе кои знаат.
и многу тешко е да оправиш една девастирана држава, но секој чекор му е аналитичен, конструктивен. И ќе биде Македонија, а соседите едноставно ќе ги победиме. И во тоа сум убедена, бидејќи навистина правам точни проценки. Благодарам. Благодарам и за ова јавување. Дали имаме друг гледач на линија? Добар ден. Добар ден, повелете. Ќе оправиме ние Македонија кога народ ќе се пробуди свеста кај него за од некои најмали аномалии да излезе малку да се побуни, а не само да има синдромот трпе и трајче. Еве, јас ја повикувам ваша телевизија да дојдете на улица Киро Крстевски во Кисела вода, да видите вие на кое парче земја, буквално на едно мало паркинг простор, кај што беа 5-6 коли, веќе тука фатија да прават зграда. Им бришат на луѓево дека постојат тераси во згради. На човекот му затвараат влезот во куќата. Улица сака да ни е затворат. Ние, ајке се враќаме 500 години уназад да расправаме, не гледаме сега што ни се случува. Страшни работи се случуваат, го уништија, Скопје го затрупа и никој ништо не превзима. Вака по телевизии ќе се избориме, овој вако бил, оној инако бил, а уствари реалноста не уништи. И што се однесува за тоалети, тоа е срамота. Викате треба да се одржува. Да, треба да се одржува. Сигурно сте излегла некаде и надвор да видите какви се тоалети јавни, како козметички салони. Како може тамо да бидат чисти, овде кај нас не може да бидат? Како? Зошто да се фрла џубре, никој ништо, контейнери сите отворени, никој не ќе да го стави капакот на контейнер да затвори. Луѓево се качија на Марс, ние пред 500 години сега ќе расправаме кој бил, како бил, што бил. Нема луѓе, тоа се знае кој диктира и како ќе биде. Ние сме немочни да диктираме, а на господинот што се буни за комунисти, Тито што изгради, не сме способни ни да окречиме. Не сме способни, треба околу објекти да ги одржаваме. Страшно се случува нешто, само никој ништо не превзима. Пријатно. Така, благодарам за ова размислување со кое што нели се согласувам, затоа што сепак сметам дека треба да размислуваме, да реагираме за реалните потреби на граѓаните и за реалното секојдневие кое што ни обкружува и со личната нехигиена низ Скопје и низ другите општини, низ Македонија и со урбаното лудило кое што се случува, како што кажа последната гледачка која што се јави, каде што кажа дека на мал паркинг простор никнува огромно здание во Кисела вода, кое што нели е лошо за целата околина, за циркулација на воздухот, посебно нели за луѓето кои што живеат во тој дел на Скопје, меѓутоа позитивно е само за тој инвеститор и за таа, ајде да не речам, урбана мафија. Дали имаме друг гледач на линија? Ден. Повелете. Па гледам дека мојата пацка што пусти во првиот дел од емисијата за историјата, некако луѓе погрешно си ја толкуваат. Која патка? Па со историјата околу тоа дека премногу и да се заглавивни дека за некои работи. Повелете. Кога ги да ајде вака пошто гледам дека не се разбираме што треба да се свати. За нас историјата е камен на сопнување. И тоа голем камен за сопнување. Кога почнеме да се чешкаме околу историјата, јас и пред да почнат овие циркузи со бугарите, ја им кажав и тогаш го повторувам истото. Ние ќе се заглавиме во калта на историјата. И пазете, не можеме да бидеме како србите да присвојуваме настани и датуми. Да ни биде на сите јасно. Ако сме спремни да одговориме на поставените прашања, тогаш во ред. Но, еве денеска читам на социјалните мрежи барањето сега на бугарите околу Охридска архиепископија. Што како? Па сега ќе се повикам на две толкувања на двајца историчари, тоа е Жежов и на Котлар. Кога во своите изјави во зајавните медиуми кажуваат бугарскиот цар ги пратил Климент и Наум во областа Кумчевица да работат и да служат. Ќе го каже Жежов после во еден свој интервју, ќе го потреби зборот после протерувањето од Моравија, бугарскиот цар ќе ги прати браќата Климент и Наум таму и таму. А Котлар во едно свој интервју па ќе каже бугарскиот цар тој го назначи Наум за епископ Велички.
Сега сакам да отвориме темата. Како вие со вакви тврдења на вакви македонски историчари ќе се спротивставите на Бугарската комисија за историја, признавајќи дека овдека некој бугарски... Така. Благодарам. Дали имаме друг гледач на линија? Ало? Ало, добар ден. Вака сега. Ова година дена многу често се спомнува Југославија, комунистите или комуњарите и Тито. Па само нешто да им кажам на луѓето што го спомнуваат нон-стоп тоа последнава година дена. Кој ни ја води нас државата, Зоран? Гордана Силјановска-Давкова била член на Сојуз на комунисти во Титова Југославија најмалку 35 години. После, кога се одвоевме од Југославија, значи кога се распадна, таа продолжи да биде член на СДСМ, кај што беа комунистите, овие другите што ги викаат комуњари. После тоа, нешто се случи, имаше некои привилегии од страна на ДПМНЕ, кога стана Христијан Мицковски советник на Груевски, и се префрли во ДПМНЕ. И друго, таткото на Христијан Мицковски Иван бил исто член на Сојуз на комунисти. Мицковски носел Титовка на глава и пионерска марама. Не разбирам. Што е толку омраза према таа Југославија и тогаш кога сме живееле? Или нешто имаат проблем? Не се задоволни од фамилијава, се бидејќи сега не е фамилијата на власт. Тетка и внук се Христијан Мицковски и Гордана Силјановска-Давкова. Претходно беа другата фамилија на Груевски и Мијалков, сега се овие. Од што не се задоволни, да речам, со нивниот збор комуњариве, многу грд збор. Не убаво. А да оставете го минатото, гледајте во иднина, докај сме дојдени, а не што било некогаш. То било и поминало. Толку имам, поздрав. Така, благодарам за вашиот јавно изнесен став. Дали имаме друг гледач на линија? Да. Повелете, говорете. Добар ден. Добар ден. Јас прво ќе прашам каква е таа толкова омраза према ВМРО. Ако не беше ВМРО, денеска Македонија немаше да постои, ако не беа тие револуционери, ако не беше Илинецко востание, ако не беа други партизани, ако не беа асновци, а сега плукат по сите. Како не ги е срам да слушам друг од друга нација, ама да слушам македонци волку да се напаѓа, тоа е стварно убитачно за оваа држава. Сега друго да прашам, палењето, толку е јасно и толку е провидно кога гледаш дека некој оде, зима бензин, го снимат каде се движи, што се движи. Што сакате од тоа повеќе да ви е јасно? Депонија се палија, ѓубре се фарла у Скопје, од сите други општини се донесува у Скопје. Само да го сузбијат ВМРО, да бидат криви за се виновни. 7 години што исчистија кога даваа пред владата патки, фрлени и кебе, пред владата беа они на власт тога и што не исчистија тие трави, што не исчистија. Мосто Каменит беше доле, колку пати одеме за Скопје да ви ја град да поминете таму. Па не знам уште што сакат скопјани, се и се даде, од сите градови се собира таму и па ништо не се пога. Друго сега сакам да го спомнам Османи. Кои се тие ветерани, он што ги спомнуваат дека врие кај ни? Што сака да каже дека врие, дека се спремни да нападат? Кои ветерани? Тие ветерани нивни што убиваа и што сака да окупираат државата, што сака да убиваат луѓе. И сега тражи, и нека излезе да каже Османи, зашо го нападнаа Куманово од 2015 година? Каде му е одговора на него? И ќе ми кажува ветерани, тие требаше да завршат у ХАК, а не тука да седат. А не ослободи ги ХАК, тука ние да ги судеме. Како не се сраме? И ќе ми кажува Охридски договор. Ништо они не почитуваат од Охридски договор. А другите ќе ми тражи пари да биде на албански. По која заслуга тражат они да бидат парите на албански јазик? Да биде на химната не станува. Тука живееш, брате, у Македонија треба да поштуваш македонските закони. Дали у Албанија има наши министри, дали тамо има химни, дали тамо има се, дали има знак. Да. Тоа беше гледачката која што не го намалила звукот на телевизорот, па поради тоа и нејасно се слушаше со ехо, затоа еве ќе ве замолам кој што се јавува, а сака да биде слушнат јасно и гласно
нивниот став да го исклучи тонот од телевизорот. Дали имаме друг гледач на линија? Ало? Ало, добар ден, повелете. Се слушаме? Се слушаме, повелете, во живо во програма сте. Па, јас вака прво ослободнете теми секојаш и кога беше исо, сега и вие сте, колку што замимето Зоран се викате, нели? Апелирам до председателот на владата и до премиерот на владата, до министерот за транспорт и врски, до директорот на македонски патишта. Јавно секој ден, обаче кажам додека не исполнат она што го направија злото градениците со градењето на Топатро Кичево Охридско место близо од Кичево према извор, го затворија патот од свето место, света вода, лековита вода, кај со векови доаѓа сите страни луѓе, си добива и селение, си побара утека, си наоѓа одмор, си наоѓа здравје на тоа место, меѓутоа скратено им е тоа место кога почна се гради автопатот Кичево Охрид и дури да се со тие мостови, со тие косини што ископа цела тоа село имање, тоа беше манастирски метох имот, сето ископано во косини, луѓето не може да појдат ни пешки, значи треба да прелетувате. Имате можност, значи се разговара со градениците, има со околу 300-400 метри пат околу од моста да се направи. Само требате еден булдозер и дозвол добие 3 личности што ги исполнува власти. За градениците се спремни да средат. Меѓутоа глуби се, имаме и писмени секакви барања преку црквата и до началното си апелирање така на така. Да ми кажам сега на гледачите дека тие што вика се ветерани, се Османи Пето, тие ветерани се заштитени со закон, ВМРО ДПМН го поднесе закон за амнестија, содано само го потврди. Ако не беше Тито, ние не ќе имаме ништо само што да парваме, него не ќе постоевме да се Македонија, ќе постоеше, ќе беше понатака бановина по Србија или ќе беше во... Така, благодарам за изнесениот став и за инфраструктурните проблеми, меѓутоа и за домашна и меѓународна политика. Тоа беше се од оваа контактна емисија Очи во очи. Јас сум Зоран Димовски, останете во добро здравје и секако се разбира на фреквенцијата на телевизија 24.